И во продолжение на истата тема, најавеното гостоење на премиерот Никола Груевски. Добро вечер. Господин Груевски, ја видовме ситуацијата за многумина неочекувана, целиот расплет на оваа ситуација денеска. Како вие коментирате сето ова? Професорите дојдоа на пресконференција на местото каде што беше закажана јавната дебата, побараа дебата на друго место, вие се погодивте таму, дали случајно, дали... Кај сакаа таму? Рекол во собранието. Го прифативте предлогот, потоа се случи тоа што се случи. Што всушност се случи? Мене ми е жал што токму оние професори кои што најмногу се истакнаа во изминатите неколку недели во спротивставување на реформите што ги прави владата, токму тие денеска, иако ветија одбија да дојдат на дебатата, видовте што се случи. Мислам дека јавноста бараа таму да биде дебатата. Мислам дека снимката што сега одеше пред малку е најдобар показател. Јавноста може да цени. Отидов, ги замолих, дојдете на дебата, сакавте дебата, правевте некои демонстрации и штрајкови пред владата, во смисла дека немате простор за дебата, дека не ви се дава дебата, дека не сакаме да го чуеме вашето мислење. Еве сме, тука, законот не е донесен. Првата фаза е помината, има втора фаза, има можност за амандмани, има можност за се. Ја и на самата дебата денеска на отворањето кажав, ништо не е завршено. Имаме можност за амандмани и дури еве и да најдеме нешто дека нема можност за амандмани, ние сме подготвени во таква ситуација да го повлечеме, па повторно да го пуштиме коригиран закон и така натаму. Меѓутоа треба да чуеме суштински аргумент за такво нешто. За жал тие не дојдоа, еве ги слушнавме денеска нивните реакции, мене ми е жал заради тоа. Јавноста нека си цени колку се тие во право, колку сме ние во право. Ние овој закон го подготвуваме долго време. И овој корпус на закони. Не е еден закон, повеќе закони се менуваат и за делот на средно и основно, педагошки факултет, педагошка академија, високо образование, државниот испит, трудови на професорите и други детали кои што ги има таму. По долга подготовка, ние некаде во октомври ја информиравме прво јавноста, а веднаш потоа и самите универзитети. Министерот за образование им прати писмо, образовајќи точно се што размислуваме и планираме. Значи, ние ако сакавме нешто на брзина да биде, немаше во октомври да го јавиме тоа, ќе го јавиме во декември, така? Меѓутоа, сакајќи да има навистина дебати, да има јавни дебати, да ги чуеме мислењата, да видиме да не сгрешиме нешто, нели, сечи искуство е добро дојдено, сечи идеја што е квалитетна е добро дојдена, ние пред време ја почнавме дебатата, ја информиравме јавноста, ги информиравме писмено сите професори. Потоа министерот за образование, заменик министерот за образование и нивниот тим одеа од универзитет на универзитет. Сакаа да тргнат од Скопскиот, меѓутоа ректорот во тој период се погоди во странство, не може да го добија. Тој беше 8 дена во Кина. И заради тоа го променија редоследот, отидоа на Битолскиот, на Штипскиот, на Тетовскиот, на Универзитетот во Југоисточна Европа. Еве денеска беа удостоени нормално и тие, и од Скопскиот универзитет, имаше многу професори од Скопскиот универзитет. Ги чувме нивните мислења, тие доставија и на писмено нешто. Токму тоа имаше една богата плодна дебата. Со оглед тоа дека не дојдоа дел од професорскиот пленум, меѓутоа дебата сепак јавна расправа имаше. Како е вашиот печат? Многу сериозна дебата. Имаше луѓе кои што поддржуваа, кои што критикуваа, кои што дава идеи како да се подобри текстот на законот. И јас сум многу благодарен за тоа. Јас веќе во 8 часот вечера им закажав на министерот, заменикот, државниот секретар во Министерството за образование, мојот советник за образование и повеќе други да се собереме да сублимираме од целата денеска 5 часовна дискусија, што од тоа можеме сега да го ние преземеме, да подобриме, па дел од работите да, и јас верувам дека во наредните денови тоа ќе се објави. Ние веќе јавно и преземавме некои добри идеи. Има некои меѓутоа од денешната дебата конкретно. Да, и од денешната дебата на пример се побара да може доколку не се положи државниот испит веднаш, не само да се слуша цела трета година и не да се полагаат до 1/3 од испитите, туку половина од испитите да може да се положат од трета година. Тоа веднаш го прифативме. Дадоа и некои други интересни идеи. Значи, се што е суштински добра идеја, која што ни беше добро аргументирана, не е проблем да прифатиме. Па ние за кога работиме? Ние работиме за
професорите, за студентите, за народот. Тоа е нашата улога. Ние сакаме да ги зголемиме стандардите во високото образование. Имаше добри дебати, на крајот имаше една дебата на студент. Не го знам името, прв пат ја гледам, но кажа една работа, студирала на правниот факултет во Скопје и сега е магистрант и отишла во Deutsche Bank во Франкфурт на студиски престои, обука и така натаму. Кажуваше како прецизно и барале секоја недела да има извештаи, колку пати ја враќале за извештаите да ги подобри. И на крајот сакала да оди еден чекор понатаму, да се запише на, не знам, некоја понатамошна нејзина идеја, иницијатива и кажеле, знаете, ние не можеме да го препознаеме вашиот факултет од Скопје, правниот факултет, бидејќи вашите професори немаат научни трудови во списанија кои што имаат фактор на влијание и имате проблем тука. Таа вели, од Велико Трново, други што беа, ги препознаваат. Од Скопје, Јустинијан Први не го препознаваат. Тоа е за мене хендикеп. Јас не можев да одам чекор понатаму во моите. И тога сватив што значи и колку е значено професорите на мојот факултет да се меѓународно препознатливи. Нашите професори во голем дел не се меѓународно препознатливи. Ги нема нигде надвор. Тука само. Локално си се мерат еден со друг. Од она што успеа да видам денес кога дебатата, имаше и професори самокритични кои велат дека тие реформи треба да произлезат од нас, ние до сега како професори. Имаше и такви кои што кажуваа дека самото е што ова ни се случува да владата ни ги кажува работите наместо ние кои што сме најдлабоко инволвирани, кои што гледаме се што се случува во образованието. Гледаме како лесно се пишуваат оценки, гледаме корупција, гледаме како врски се фаќаат, пријателства, роднински и така натаму, молчиме. Гледаме како професори не доаѓаат на предавања. Гледаме како професори тотално се незаинтересирани за професијата, не издаваат никакви трудови, не си ја работат професијата. Ги нема. Со денови ги нема, не се појавуваат на факултет. Наместо ние тоа да го отвориме, да речеме луѓе каде одиме? Да. Каде вака ќе тераме? Ни се случи владата да ни дојде и да ни рече дајте да направиме промена на законите, да ги подигнеме стандардите, да има поквалитетно образование, повеќе знаење студентите да имаат, повеќе научни трудови да имаат универзитет. Дека во јавноста постоеше перцепцијата за нашето високо образование такво како што е, меѓутоа никој не досега не дебатираше јавно на таа тема, знаејќи ги проблемите. Моето прашање е што сега понатаму? Денеска имаше јавна дебата. Како понатаму ќе се одвија? Ќе има други дебати? Јас сега пред заминувањето од таму, ние 5 часа расправавме, им кажав неколку работи. Прво, се заблагодарив нели на сите за нивното учество, конструктивни идеи и критики. Исто така имаше луѓе што кажа ние не сме убедени дека ова е најдобриот начин, ама не кажа ако е подобриот. Само не се убедени дека ова е најдобриот. Тоа не е аргумент. На сите се заблагодарив и кажав неколку работи. Прво, ова е крупна реформа што се прави. Кога се прават такви крупни реформи, секогаш може подоцна да се најде некоја идеја која што уште повеќе ќе ја подобри. А ние до спроведувањето имаме уште 2 години. Ние сега ќе го донесеме во 2015 законот, а тек во средината на 2017 ќе почне да се применува за онаа генерација која што ќе се запише од септември. До тогаш веројатно ќе дојдат и нови идеи, и нови подобрувања, надградби. Тоа е природно. Од негде треба да дојдат. Од негде мора да дојдат. Точно. Тоа е една работа. И се што денеска ќе препознаеме како квалитетна идеја, ќе го вградиме. Се што ќе дојде подоцна како квалитетна идеја, ќе го надоградиме како дополна и измена на законот. Тоа е прво. Второ, за време на дискусиите дојдоа многу нови идеи за понатамошни реформи, што не се со оваа реформа поврзани. Да речеме, ректорот Замир Дика од Универзитетот на Југоисточна Европа имаше доста интересни идеи за начинот на оценување. Има многу различни начини на оценување. За двојно оценување. Кај нас еден пали, еден гаси. Тој му предава и на крај само тој оценува. И никој не смее ништо да каже. На напредните универзитети има по 2 оценувања. Еден професор по уште еден, независно, под шифра, без да знае кого оценува. Чиф писмен материјал оценува. Значи за сите вие значи дојдоа многу нови предлози, многу нови идеи кои што уште повеќе би го подобриле нивото на знаење кај студентите и се разбира нивото на научна напредност кај професорите, за кои што треба доста време да се разработат, да се направи компаративна споредба во повеќе држави. И ние ќе работиме на тоа. Ќе работиме со тие луѓе што ни дадоа добри идеи, откако ќе ги ставиме на хартија, ќе ги презентираме пред сите, така што реформите за квалитетот на образованието ќе продолжат.
ова е само едно скаливо. Ние со ова нема да го решиме целиот проблем, но ќе решиме еден значаен дел од проблемот. Ќе бидеме сигурни дека тие што земаат диплома, знаат барем за шеска. Толку. Ама тоа не е најдоволно. Не можеме да речеме ние сме презадоволни што сите знаат само за шеска. Има многу други работи што може да се подобрат. Ова е еден сегмент за кој што јас не чув конкурентна идеја, подобра идеја. Чув само некој што е против, некој дека е неубеден, некој што не е сигурен дали ова најдобро. Ама не чув некој што ќе каже, види, ова не е добро, заради тоа и тоа, ја имам подобро еве. Нема така. Таквите идеи доаѓаат, се случуваат на расправи, на дебати, на јавни расправи. Точно, точно. Јас токму таква една доаѓам и има доста да се работи. Ние и после ова ќе бидеме повторно последни во Европа. Јас тоа еднаш го кажав. И после ова измена, еве речеме во 2021-2022, кога ќе почнат да издаваат најмалку по 2 труда во 5 години, тоа не е нешто доволно. Тоа 2 труда во 5 години не е нешто кој знае што, не разбирате. Ама од негде мора да се почне. Имаше и забелешки во правец за нивото на економски развој и бруто домашниот производ, дека во некои држави што се споредуваме е повисок, па затоа таму имале повеќе научни истражувања и така натаму, но има една друга теза која што е научно докажана и која што ја говореше денеска токму Никола Поповски, дека самите тие научни трудови, колку се побројни, зборам релевантните, влијаат на зголемувањето на бруто домашниот производ. И тоа е научно докажано. Значи, самите тие луѓе што не сакаат да пишуваат трудови, ако пишуват и оние во областа на економијата и во другите области, тие ќе влијаат на зголемување на бруто домашниот производ и на општиот развој на државата во секоја област. Значи, не може само да чекаат владата само све да направи, а тие да седат и да критикуваат. Треба да си ја завршат својата професорска работа како секој друг професор во светот. Денеска светот е глобален. Денеска нема оваа земја, онаа земја. На цела земја на топка професорите што ги бива, што знаат што работат и што имаат квалитет, се препознаваат еден со друг, умрежени се преку интернет, се гледаат на специјални конференции организирани за тоа и точно се знае кој е кој. То само кај нас има вака локални величини, кои што надвор никој не ги познава во нивната научна сфера, а дома изиграваат некои локални величини, то соват памет, бистрат политика, ја немам ништо против тоа. Нека соват памет колку сакаат. Ама дај да ги видиме кај се надвор. Колку нивното знаење и солење памет држи вода надвор. Колку некој им го есапи тоа надвор во нивните научни кругови што тука ни го советуваат. Мислите дека нивниот револт е резултат на страф од едно поквалитетно образование? Меѓу другото, кај некои, не кај сите, да. И знаете што беше интересно? На крајот на дискусијата, ако ја следите цела атмосфера, професорите практично и оние дури кои што критикуваат, самите дојдоа до сознание и кажаа дека состојбата во високото образование е полоша отколку што ние кажувавме до сега. Речеме, не се сеќавам на името на еден професор од хемиски факултет, тој каже дека е катастрофална состојбата во однос на ова знаење и така натаму. Меѓутоа тој имаше очекување дека ние ќе сме излегле со анкети некакви со, не знам, PowerPoint презентации, тоа да го докажуваме и така натаму, па затоа имаше резерва. Но еден од тие кои што критикува самиот кажа, јас верувам дека е катастрофа. Јас зборот катастрофа преходно никош не сум го употребил, патем речено, меѓутоа денеска некој го употребија дека е катастрофа. Јас мислам дека е ниско ниво на квалитет, ниски стандарди, и заради тоа и нашите професори се непрепознатливи. Зборам за еден дел, има луѓе што се препознатливи со многу научни трудови, ценети во својата професија на секаде во светот. Ги знаат во Париз, ги знаат во Лондон, ги знаат во Берлин, ги знаат во Њујорк, ги знаат во Вашингтон, ги знаат во Токио, секаде ги знаат. Тие што треба да ги знаат, а тоа се нивната фела. Нивните колеги од таа бранша, од тој сектор, од таа област. И тие имаат релевантност да кажат нешто во однос ова треба да се промени вака или онака, повторно зборам во областа или во области што се слични на нивната. Овие што не ги препознаваат никаде им прават штета и на студентите. Еве, примерот што беше со студентката од правен факултет е сведоштво. Таа кажа лично сведоштво денеска. Со што се случило? Од Велико Трново вика ги препознаваат, од Скопје Јустинијан I не препознаваат. Таа колешката од Велико Трново оди напред, ова од Скопје се враќа во Македонија.
Пред се благодарам да се надеваме дека и идејата и реформите кои се нудат, меѓутоа и јавната дебата се заедно ќе произведе еден квалитетен закон за високо образование кој што ќе возможи поквалитетно образование во Македонија и секако поголемо знаење. Благодарам. Благодарам и на вас, ми беше задоволство. Како што кажав, на крајот сублимиравме дека ќе имаме уште средби и дебати за подигнување на квалитетот на високото образование. Ние остануваме отворени за професорската фела да дава добри идеи, меѓутоа и сите тие идеи да ги споредиме меѓународно и да ги преземеме најдобрите меѓународни практики и да ги спроведеме во Македонија. Тоа е нашата цел, тоа е нашата мисија.